Партијата ВМРО ДПМН синоќа го прослави 27-миот роденден. Во своето обраќање пред присутните, првиот човек на партијата Никола Груевски се осврна на повеќе теми, меѓу кои односот на партијата кон албанците. Како гледате на ваквите изјави? Факт е дека изминатиот период врз ВМРО ДПМН се лепеше етикета за албанофобска партија, дека сите луѓе кои членуваат во политичката партија ВМРО ДПМН се албанофоби, дека се шовинисти. Тоа осмислен напад врз политичката партија ВМРО ДПМН всушност беше организиран од дел од медиумите кои беа под контрола на Социјалдемократскиот сојуз и најмногу од страна на албанските медиуми. Прашањето се доведе до тој степен да било која политичка партија, како што кажа и вчера председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, било која политичка партија од албанскиот блок која би сакала да коалицира со ВМРО ДПМН, да не го направи тоа, бидејќи едноставно во својот блок ќе биде растегната едноставно. И предпоставувам дека во наредниот период ќе воведат нова политика кој што најавија, не само кон албанците, туку станува збор и кон турците, бидејќи тие се две етнички заедници кои се одлепуваат од ВМРО ДПМН, додека другите етнички заедници гледаме дека се внатре во самата партија. Но сепак најмногу се албанофобството, наводното албанофобство во ВМРО ДПМН се налепи кога се отвараат теми како што беше на пример Тиранската платформа. Тука доаѓаме во една многу чудна ситуација, да јас како македонски граѓанин, доколку се кажам јавно дека сум против одредбите кои се предвидени со Тиранската платформа, кои пак индицираат поделба на оваа држава, во тој случај од другата страна многу лесно да бидам оквалификуван како албанофоб, а при тоа забораваа дека ова е заедничка држава и бидејќи и дека при таква евентуална да кажеме поделба би губеле и албанците и македонците. Груевски синоќа во обраќањето посочи дека ќе се случува и реформирање во партијата, а со тоа ќе се затоплуваат и односите со странските партнери, односно ќе се подобруваат односите со меѓународната заедница. Каков е вашиот став во однос на ова прашање? Едно се реформите во партијата, а друго е политиката кон дел од меѓународна заедница. Никола Груевски како човек кој дојде во 2003 година на чело на партијата, како што каже и самиот, не само што наследи Заринкан Брод, туку веднаш потоа се случи поделба на самата ВМРО ДПМН. Истиот тој човек со таа политика на уведување на нови кадри успеа за 2,5 години, 3 години да ја донесе ВМРО ДПМН на власт. Сега повторно гледаме дека е еден чекор пред Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи кај Социјалдемократскиот сојуз сега ги гледаме истите оние стари кадри кои се влечат веќе 15 години во таа политичка партија, па и повеќе. И повторно ќе бидат чекор пред социјалдемократите. Претпоставувам ќе внесат нови кадри во раководството на партијата и во сите структури кои се вертикално поставени во ВМРО ДПМН и ќе започнат една нова политика која ги вклучува и меѓународниот фактор, за кој повторно станува збор за перцепција. Таму се создаде перцепција да доколку член на ВМРО ДПМН каже дека не сака да го промени уставно, не сака да се промени уставното име на Република Македонија, на тој едноставно му се кажуваше дека е анти-НАТО и анти-ЕУ расположен човек, што е смешно. Од друга страна ги имаме социјалдемократите кои сега започнуваат некаква политика дека ќе крена еуфорија, дека ќе внесат Република Македонија во НАТО под привремената референца ФИРОМ, а при тоа забораваат дека ВМРО ДПМН 10 години се обидува да ја внесе Македонија во НАТО преку одредбите од привремената спогодба со Република Грција, што всушност го представува тоа да влезе Република Македонија под референцата ФИРОМ. Замина Димитров и Заев во Атина и едноставно го доби одговорот кој ние го добиваме како држава веќе 10 години, дека доколку сакаме да влезете во НАТО, ни велат Грците, но мора да си го промените името.
Во обраќањето првиот човек на ВМРО ДПМН го анализираше и однесувањето на политичките опоненти односно на СДСМ и нивното однесување од кога се на власт за овој краток период, односно дека се однесуваат како ништо да не се случувало претходно и како да ништо не било направено. Социјалдемократите така се однесуваат секогаш кога доаѓаат на власт. Дека се почнува од нив, дека пред нив ништо не постоело, но и друга работа сега гледаме дека повторно се однесуваат како што се однесува во 2002 година кога дојде на власт. Ништо не преземаат државата, се занимаваат со ВМРО ДПМН, значи гледаат како да го растурат ВМРО ДПМН, истото што го правеа во 2002 година. Секој одење на Груевски или на било кој човек од раководството на ВМРО ДПМН влегување во суд за нив ќе биде голема приказна. И нив име само тоа потребно. Не ги интересира дали ќе биде дали е некој виновен или не е виновен. Не ги интересира правда, ги интересира медиумска приказна. И целата политика им се сведува на тоа, а се тоа што го ветува како плата од 30.000 денари, искочи дека нема да биде кога ќе дојдат на власт, туку кога ќе заврши мандатот или кога ќе се заминат од власт. Истото се однесува и за докторите со платата од 100.000 денари. Истото на крајот ќе се воспостави со влезот на Македонија во НАТО. Сем доколку не преземат некои радикални чекори, бидејќи знаеме од што зависи влезот на Македонија во НАТО, зашто пак ВМРО ДПМН кажа дека такви закони нема да дозволи да бидат спроведени. Во еден дел од говорот Груевски се насочи кон однесувањето на ЗАЕФ и СДСМ кон медиумите. Рече дека со втерување на страв сакаат да добијат избалансирано известување. Кој е вашиот став во однос на ова прашање? Далеку од избалансирано, доколку ВМРО ДПМН беше обвинувана дека им врши притисок врз дел од медиумите, ајде така да речеме, ние допред месец дена во Македонија имавме медиуми кои, да речеме, два медиуми кои водат една уредувачка политика, два медиуми кои водат друга уредувачка политика и според мене, и според сите западни стандарди, тоа е нормално, прифатливо. Значи, може. Сега да во ситуација да ете тие 4 медиуми, да сите да мора да водат да имаат една уредувачка политика која ќе ме диктира Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е всушност гушење и диктат врз медиумите од страна на новата влада.